Еве сме назад во студиото на Македонија денес, каде што во продолжение отвараме една, би рекла, на вистина значајна тема. Впрочем, таков и денешниот ден, денешниот датум, 14 ноември, е меѓународен светски ден кога е посветен на дијабетесот и на лицата со дијабетес. Така што на овој ден Светската здравствена организација и Меѓународната федерација за дијабетес пред се, а и сите останати ваков тип на организации и здруженија, преку своите активности, организирање на различни настани, разменување на своите знаења и искуства, секогаш допринесуваат на вистински начин да се одбележи денот, но што е најважно од се, да се крене свеста и да се зголемат знаењата на јавноста и сите прашања всушност да бидат одговорени, а се поврзани со ваквата состојба. Во секој случај дека бројките се зголемуваат и секојдневно се отвараат прашањата околу причините зошто е тоа така, несомнено дека начинот на живот, темпото на живот и навиките на човекот се еден од најголемите причинители зошто овие бројки одат во нагорна насока. Така што драго ми е што во продолжение ние во рамки на нашата емисија ќе можеме да говориме на оваа тема, уште на самиот старт најавувам дека телефонските линии ќе бидат отворени, така што ги очекуваме и вашите јавувања, вашите прашања, можеби мислења или искуства, доколку и вие или некој меѓу вас е лице со дијабетес, па си има одредени навики и начини на кои што мора да го поминува своето секојдневие. Би започнале само со неколку информации кои што се поврзани со дијабетесот. Истите доаѓаат од Меѓународната федерација за дијабетес, која што годинава го издава 8-то издание на Дијабетес Атласот, а тој представува вистинскиот извор на податоци околу глобалната тежина и состојба кога е во прашање дијабетесот. Според податоците од овој атлас, проценките за 2017 се следните. Едно од 11 возрастни лица од 20 до 79 години има дијабетес. Едно од 2 возрастни лица не знаат дека имаат дијабетес. 12% од светските здравствени трошоци се трошат на дијабетес. Едно од 6 раѓања е засегнато од гестацијски дијабетес. 3/4 од лицата со дијабетес живеат во земји со ниски или средни примања. 1.106.500 деца и адолесценти имаат дијабетес тип 1. До 2045 година, оваа Меѓународна федерација на дијабетес проценува дека едно од 10 возрастни лица ќе има дијабетес, што значи 629 милиони. Здравствените трошоци за дијабетес ќе надминат 776 милиарди долари. Како што кажав и во самата најава, се превземаат навистина големи чекори и мерки, се надевам и во иднина дека во се поголема мера ќе биде така, се со цел пред се луѓето кои што се наоѓаат во оваа состојба и се лица со дијабетес можат да водат еден поквалитетен живот, односно максимално квалитетен живот, а и секако сите оние останати да бидат информирани што тоа значи да се биде лице со дијабетес, а секако и да се знаат начините како се тоа да се превенира во оние ситуации кога може истото да се направи. Еве темата, ја слушнавте најавата, драго ќе ми биде во продолжение да разговарам на истата со мојот следен соговорник, па тука некаде му посакувам добри ден на Цвете Серафимовски, кој што е лице со дијабетис, кој што беше поранешен претседател на Асоциацијата за детски дијабетес на Македонија, а во овој момент е член на управниот одбор на Сојузот на дијабетичари, односно за дијабетес на Македонија. Добар ден и добре дојдовте во емисијата. Добар ден и добре ве најдов. Кажа во најавата значајна тема, особено еве и кога ги читам и споделувам овие бројки, во секој случај не е за занемарување фактот дека бројот на лица кои што имаат дијабетес од година во година се зголемува. Не само што се зголемува, туку алармантно се зголемува. Оно што кажавте, едно од 2 лица не знае дека има дијабетес, тоа е многу страшна бројка. Податок, да. Самото тоа што на луѓето живеат не знаејќи дека веќе имаат таа состојба на дијабетес. А тоа е од проста причина што дијабетесот, доколку не направат контрол на доктор, кај матичен доктор, кај специјалист, не е битно каде, доколку не ги направат контролите, тогаш тие не ни знаат, затоа што не чувствуваат никаква тегоба. Немаат проблем. Гликемијата од 12 до 13, 14, 15 милилитри не се чувствува. Значи немате проблем. Едноставно имате малце зголемен внес на течности, најчесто вода, но во организмот меѓутоа тоа е толку неприметно што ни на крај памет не се чувствуваат, затоа што луѓето се силни,
нема никаков проблем здравствен во тој дел, барем не видлив, додека не биде веќе доцна која веќе почна да ги чувствуваат последиците и тогаш одат на доктор и тогаш веднаш им препишуваат терапија, која што мора да ја пијат, доколку сакаат да ја држат гликемијата под контрола, а мора да ја држат гликемијата под контрола, доколку сакаат да имаат нормален живот понатаму. Самиот дијабетес не представува пречка. Меѓутоа, да не се лажеме, не е едноставно да се има дијабетес. Постојано треба да се вршат операции математички, јас би рекол, затоа што ние во секој момент треба да знаеме што и колку од храната внесуваме и јадеме, колку од храната се минерали, колку се витамини, колку се агнени хидрати или шеќери, колку се масти, колку се протеини, белковини и така натаму, буквално. Ја многу често знам да кажам дека лицата со дијабетес се најдобрите математичари затоа што во рок од една секунда знаат да пресметаат колку калории, сите останати овие елементи што ги кажав, има во чинијата која што им ставате пред нив да ја јадат. Тоа мора да биде дел од вашите навики за да и животот ви биде квалитетен и да биде онаков каков што треба. Меѓутоа на самиот старт да разграничиме еден момент дека нели постојат лица со предиспозиции за една ваква состојба, каде што претпоставувам дека превенцијата не ни може да игра некоја голема улога за понатамошниот тек на нештата. Меѓутоа, како што рековте, што е со оној момент каде што лицата не знаат, бидејќи и вие сте самиот лице со дијабетес, а и знаете каква е ситуацијата со останатите кои што го имаат овој проблем. Генерално каде се прави грешката? Дали родителите се оние кои што недоволно ги носат децата на потребните контроли? Дали возрастните едноставно не сакаат да обрнуваат внимание или велат мене тоа нема да ми се случи, па не ја контролираат својата здравствена состојба? Значи како онаму каде што може да се превенира, треба тоа правилно да се направи. Мора да рачистиме прво една работа. Постојат два типа на дијабетес, генерално тоа се тип 1 и тип 2. Тип 1 дијабетес нема превенција. Значи никако не може да се превенира. Тоа е од тоа што го знаеме е автоимуно заболување, каде што самиот имунолошки систем ги напаѓа бета-келиите во панкреасот или на времето ќе викаме Лангерхансови островца, сеедно за истите клетки се работи, кои што се наоѓаат во панкреасот и кои што го лачат хормонот инсулин. И тука нема превенција. Значи може секому да се случи, најчесто се случува кај деца. И затоа се вика тип 1 детски дијабетес или јувенилен дијабетес. За разлика од тип 1, кај тип 2 можете како да се врши превенција, доколку се води здрав живот. Значи, доколку се избегне обезноста или дебелината, доколку се зголеми физичката активност кај луѓето кои што денес се помалце поради забрзаниот начин на живот, доколку се избегнува брзата храна, како што се хамбургери, пици, буреци и слична работа, која што е апсолутно не здрава. Ја не викам да се исфрли тоа комплетно до потреба, затоа што ние си имаме порок кој што секој сакаме некој да си ги задоволиме сетилата, меѓутоа тоа да биде многу ретко, многу поретко отколку да биде секој дневен или секој втор ден. Да. Доколку се исфрлат цигарите од употреба, алкохолот се стави на минимално ниво и доколку сето тоа, значи едноставно доколку почнеме да водиме еден здрав живот, здрав начин на живот, ризик факторите за добивање на дијабетес тип 2 се намалуваат во голема мерка. И тука може да се врши превенција дополнително доколку се прават и редовни контроли на доктор. Ние, например, знам од искуство и од тоа што сум разговарал и со медицински лица, и со пријатели, немаме навика да одиме да се провериме на доктор. Значи, едноставно нашата комплетна здравствена слика не е. Да, ние цело време имаме една поговорка, вика, човекот се малце може морбидна темата, меѓутоа морам да ја спомнам, вика, човекот умре од ништо. Од ништо никој не умира. Мора да му било нешто, меѓутоа не знаел, а не знал затоа што не отишел да види што е. Доколку знаеме што е проблемот, ние многу полесно можеме да го спречиме и да го лечиме. Значи, еве јас имам дијабетес веќе скоро 30 години. Постои во Македонија, барем по меѓународот, едно верување дека лицата со дијабетес се на некој начин, не знам, имаат проблем во општеството да се вклопат и се препознаваат затоа што нели се пониски пораст и не знам што. Јас и оние пријатели кои што ги имаат дијабетес, такви се многу во Македонија, посебно тип 1, па дури тип 2, апсолутно можеме да го докажеме спротивното дека тоа нема никаков проблем. Ние дури
Пред 4 години мислам дека беше кога ја направиме кампањата со Диамен, токму во таа насока за да ги разбиеме тие табу теми околу дијабетесот, каде што Диамен беше лик измислен од децата, токму на денешен 14 ноември, во една работилница каде што професионални цртачи на стрип им помага на дечињата да цртаат, овие го измислија Диамен, ние потоа го оживеавме, значи тоа е нивно дело, нивна креација на дечињата со дијабетес. Инаку Диамен е суперхерој кој што нема надчовечки моќи, меѓутоа има дијабетес и неговото супер оружје е инсулинот. И тој се бори против криминалот, докажувајќи дека дијабетесот нема пречка, не представува никаква пречка во животот. Меѓутоа, треба малце дополнителен напор за да знаеме да се справиме со дијабетесот. Да. И тоа е всушност она, ја многу често ја користам таа реченица дека лицата што имаат дијабетес се разликуваат од сите останати лица по тоа што додека сите треба да живеат здраво и да водат здрав живот, лицата со дијабетес мора. Тука е разликата. Значи, ние мораме да водиме сметка околу исхраната, околу физичката активност, околу редовноста, значи не треба да се јаде еднаш во денот или два пати, или кога сакаме, или да се прејадеме па ден. Треба, генерално, сите луѓе треба да јадат што е можно почесто, помалце, за да не им биде оптоварен организмот со храна, меѓутоа цело време да бидат задоволени потребите од храна, што се вика од гориво. Тие навики се добри за секого, не единствено за лицата кои што го имаат дијабетесот, како рековте, меѓутоа кога не мораме си дозволуваме условно речено одредени луксузи, бидејќи самиот рековте од сопствено искуство зборувате, затоа сега сакам поред да ги отвориме темите, прво да ве вратам во моментот кога вие дознавте дека сте лице со дијабетес, колку години имавте тогаш, на кој начин нели се откри дека се наоѓате во една таква состојба и што тоа значеше во прво време? За справувањето малку покасно. Значи, имав 9,5 години, кога се случи тоа. Се случи два пати се измоча во кревет. Најпрво што реагираше на таа работа беше мајка ми, затоа што неизи беше чудно. Бидејќи според по неизини зборови, јас сум кажувал дека треба да одам во ВЦ уште од една година. И сега најнаш на 9,5 години, јас 2 ноќи и поред ја правам таа работа во кревет. Века, мора да има нешто. Отидовме, испитавме, дека имам дијабетес, ме пратија во Скопје на детската клиника на ендокринологија на втори спрат. Таму ме примија, ми објаснија дека е тоа, дека јас понатаму до крајот на мојот живот треба да примам инсулин и да водам сметка околу тоа што јадам. Јас го прифатив сосема нормално тоа. Меѓутоа, веројатно, тоа на што го знам, родителите се тие кои што многу потешко ја совладуваат таа ситуација. И тако беше случајот и кај мене, таков е случајот и со искуствата кои што ги имам ден-денес со сите родители и со сите деца. Дечињата на почеток можеби ќе имаат некој отпор, прво ќе им биде проблем зошто треба да го граничат благото. Нема веќе благо како што имал, нема чоколади, сладоледи и така натаму. Сладките и чоколадите секогаш секој дете ги сака. Да, нема веќе во толкава количина, на времето воопшто нема, сега знаеме дека можеме и тоа да биде многу ретко. И да биде повремено и да знаеме колку тоа да го пресметаме, да го покриеме со инсулин, меѓутоа да биде што е можно поретко. Родителите имаат тие кои што имаа проблем да го сварат тој момент. Да. Со тек на време почна да се привикнуваат, меѓутоа не во таа мерка во која што ние како деца тоа го добиваме и го доживуваме дека за разлика од нив, децата се многу поприлагодливи кон таа промена, едноставно ја прифаќаат работата. Меѓутоа, родителите имаат клучна улога во тој дел, затоа што децата колку и да ја прифатат таа работа, не можат да водат грижа за себе доколку родителите не ги научат како да ја водат, да. И помош и поддршка. Не само помош и поддршка, тие буквално јас знам дека моите родители ако има тежина, посебно татко ми, да се помери со таа ситуација, тие двајца знам дека се тресеа над мене, трепереа, се мереше секој оброк. Се мереше колку грама леп е кришката леп која што ја јадам. Се мереше колку грама леп има во чинијата ориз, колку грама има месото. Значи, буквално се ставаше на кантер, затоа што пред 30 години третманот беше малце поинако од колку што е сега, затоа што и самите инсулини беа поинакви и самото знаење околу дијабетесот беа малце поназад.
Така. Сега отидоме малце понапред, поинаква е целата таа работа, меѓутоа тогаш имавме листа на исхрана, кој што требаше да јадеме доручек, ужина, пред ручек, ручек, ужина, после ручек, вечера и оброк пред спиење. Тие беа тие 6 оброци, кои што ние ги прочитувавме буквално до буква, што се вика, до запирка. Тешко беше за вас да се За мене не биде толку. дисциплиниран? Вие тогаш... право сте за децата, е полесно да стекнат некоја навика и потоа таа нели да си ја задржат. Дефинитивно е полесно, меѓутоа деца како деца, ако ги оставиш во малце не мониторирани, не само ќе заборават, ја намерно ќе појдат да пробаат нешто, знаете, не ми е ништо, ја сакам. И децата имаат проблем да го сватат тој дел. Тие ќе се навикнат, меѓутоа имаат проблем да го сватат тој момент. Значи? Дека дијабетесот ако не водиш здрав живот, со тек на време може да почнеш да ги чувствуваш проблемите, затоа што пред се поради нерегулиран шеќер, први што се на напад, да кажам, од страна на шеќерот, се крвните садови. И то прво страдаат најситните крвни садови, тоа се капиларите. И затоа прво, како нерегулиран дијабетес е фактор, мислам, симптом кој што се јавува како нерегулиран дијабетес, се прво проблемите со видот, очите и бубрезите. Затоа што таму се најситните крвни садови, кои што ако немаме регулиран шеќер, да не навлегувам во медицински термини, или сепак не сум доктор, меѓутоа таму е прво затоа што прво страдаат тие капилари, прскаат од X причини и тука имаме ние прво проблемот со видот и со бубрезите. Меѓутоа за да стигнеме до таму, треба да имаме не знам колку години нерегулиран дијабетес, за да почне да се случуваат тие проблеми. Или како што рековме на почетокот, можеби непознавање воопшто дека нели организмот се наоѓа во една таква состојба. Затоа што претпоставам дека сепак не е голема бројката на луѓе кои што знаат дека нели се лица со дијабетес, а не превземаат буквално ништо или продолжуваат да живеат со истите навики. Тоа речиси невозможно. Да, од секој правило постои исклучок. Индивидуално кај сите, меѓутоа советот што им го даваат докторите дефинитивно треба да го слушаат, затоа што докторите сепак си ја познаваат работата и си ја знаат. И кога докторот ќе ти каже дека треба да престанеш да јадеш шеќер, треба да престанеш да пиеш сокови, благи, газирани и не знам што, и не знам како, треба да престанеш. Генерално тоа им се кажува на тие лица да престанат да внесуваат храна со брз гликемиски индекс. Тоа е значи храна која што многу наеднаш го крева шеќерот и може да наеднаш со гориво, и тоа се генерално се сите сокови такви. Шеќерот, обичен белиот шеќер, веднаш го крева шеќерот. Тоа е тој брз гликемиски индекс. Меѓутоа ние мислам дека имаме и еден друг проблем, а тоа е докторите се малце преоптеретени со пациенти и посебно со мој термин каде што ти имаат 15 минути за преглед, не може да им објаснат се на пациентите во тие 15 минути. Значи, во 15 минути не може да стигне да направат 2 реда обичен разговор. Да, потребно е, разбирам, повеќе време, но јас искрено верувам дека тој што се грижи за своето здравје сепак мора да биде упорен и да го најде начинот, а во секој случај да има и позитивни промени кон ово што го зборувате. Се сложувам, меѓутоа има еден друг проблем каде луѓето сакаат да живеат во одрекување. Значи едноставно дека мене не ми е ништо што ми каже доктор, овој врска нема. Значи тоа е многу честа појава кај пациентите кои што мислат дека знаат многу повеќе од докторот кој што им кажува. Вика што ми кажува овој докторов сега, па јас знам дека мене не ми е ништо, овој ми кажува што имам нешто врскано. Буквално така одат приказните и тука ние мора да, значи дури поведовме иницијатива и во Министерство здравство и во сите надлежни институции во тој дел да се направат центри за обука, затоа што едукацијата е многу битна кај лицата со дијабетес, дури е најбитна, доколку тие знаат како да се справат. Многу е полесно после да живеат здраво живо и да доживеат длабока старост без никаков проблем. Затоа што ако го држат дијабетесот под контрола, немате никаков проблем. И заради тоа се викаат лица со дијабетес. Затоа дијабетесот е состојба, не е болест, затоа што со таа состојба може да се живее долго. Преминува во болест тогаш кога почнуваат компликациите. Затоа дијабетес без компликации. Игнорирање на таа состојба, недисциплина можеби. Токму така, игнорирање, недисциплина, несакање да се прифати тој дел, значи продолжување да се конзумираат оние хранливи состојки, да речам, кои што не треба да се конзумираат или кои што треба да бидат многу ретки. И во тој дел, значи луѓето едноставно сакаат да си тераат по свое, затоа што така им било убаво. Како тоа сега не може да пијат вино.
Да. Кажавме дека се превземаат мерки, искрено се надевам дека ќе се подигнува свеста си со цел да биде ситуацијата подобра. Уште еднаш ќе ги потсетам нашите гледачи, ги гледат испишани телефоните на нашите екрани. Можете во секој момент да се вклучите, да го кажете своето мислење, својот став на оваа тема или можеби да поставите одредено прашање. Ги споменавме децата, возраста кога можеби е нели најтешко, не само за детето, туку и за родителите, да се промени начинот на живот. Меѓутоа скоро се отвори тоа прашање, јас можев тоа да го видам на социјалните мрежи и на интернет, околу тоа како овие дечиња функционираат тогаш кога нели не можат постојано да се под надзор на своите родители, туку мораат да заминат во градинка или во училиште. Сега тука настануваат проблеми во делот на доволно стручни лица, така, кои што ќе можат да им посветат внимание, затоа што јас претпоставувам дека и не е должност на наставниците или на учителите или на воспитувачите да го прават тоа доколку пред се не знаат нели каков е правилен, добар и вистински начин да им се помогне да се пристапи со овие деца. Само накратко, бидејќи рековме дел сте од овие кругови, ги знаете проблемите на родителите, па ете кој би бил вашиот коментар и мислите ли дека има простор ова да се поправи? Затоа што претпоставувам мора да се поправи. Апсолутно има простор да се поправи, треба малце повеќе волја пред секај едукативниот кадар. Да почнеме со градинките. Кај градинките, например, многу често имаме проблем да детето го запишат во градинка затоа што имало дијабетес. Значи, да се води контрола околу дијабетесот не е некој, не знам, премногу тежок процес или комплициран, колкав проблем. Едноставно е. Меѓутоа, едноставно треба самите учителки, воспитувачки да сакаат да научат за тоа дете. За жал во Македонија тоа се уште не функционира, свеста не е на тоа ниво. Имаме дури случаи таму каде што има медицинско лице, медицинска сестра и доктор, па да бараат самите родители да потпишат изјава дека на сопствена одговорност го оставаат детето таму. Што е недозволиво. Значи, едноставно во градинките мора да се прима децата, затоа што тие мора да се социализирани. Можеме не да ги чуваме дома, затоа што имали дијабетес или мајката или татко да доди со нив во градинка и цело време да го прати детето што се случува. Не е толку голема или сериозна причина за едно дете да би било во изолација. Апсолутно не е. Значи, целата работа е за да се види што е како, само треба од време на време да му се измери гликемија детенцето. Голем дел од дечињата кои што може си дозволат тоа на себе дури носат и сензор, тоа е сензор за континуирано мониторирање на гликемијата. Значи многу често во градинка учителката или воспитувачката или кој да е треба само да помине со читачот преку сензорот да види колкава е гликемијата и да се јави на родителот да му каже. Ако веќе самата не знае како да постапи. Тоа е се 2 минути во текот на денот 3 пати да се повтори, ништо повеќе. Меѓутоа не е проблем дури да му измери гликемија, да му земе крв од прст, која што е многу едноставна работа. Тоа кај нас не функционира и ние веќе подолго време се бориме тоа да го смениме и убеден сум дека ќе успееме да го смениме затоа што не се откажуваме. Да. Ќе покаже времето, ќе ми дозволите накратко само да им дадеме предност на гледачите, бидејќи не чекаат на линија. Добар ден. Добар ден. Поздрав до вас, ве слушаме, вие сте во програма. Поздрав до докторот, поздрав и до вас. Благодарам. Имам едно прашање. Повелете. До докторот. Да, само да ви кажам дека мојот гостин со кој што говориме на темата, Цвете Серафимовски, не е доктор, туку е лице со дијабетес. Сега се уклучи, па не знам, така? Така што поставете го своето прашање за потоа да ви одговорам дали сепак мојот гостин е компетентен да го даде одговорот на вашето прашање. Така. Добро. Моето прашање е дали јас сум шекераш. Добро. Сум дијабетичар и користам инсулин. Уствари користам инсулин. Дали е можно да се свали инсулин? Дали е можно уште да се свали инсулинот? Да се исклучи инсулинот, сум на метаморфин. Добро, ви благодарам за поставеното прашање и за тоа што го следите разговорот. Ќе го слушнеме следниот гледач. Добар ден. Дали се уште тука и гледачот кој што чекаше на линија? Јас дали сум на линија? Вие сте во програма, да, ве слушам, господјо, повелете со вашето прашање. Добар ден. Дијабетичар сум од 2001 година. Добро. Проверки што правам за крвта, триглицери, било што, сите ми се резултати во ред. И мокрача и све. Едина само шекерот, 9, 11, сите тие работи. Проблеми
Немам, например, со бубрези тие работи, со диоптрија сум со очите. Сега само ме интересира, јас сум пушач. Не сум оној страствен пушач да вовлекувам дим едно друго, така само ги пувкам, да кажеме. Дали смета тоа најмногу, например, за мојот шеќер? Добро, ви благодарам и вам за вашето јавување. Сакам уште еднаш да потенцирам дека мојот доктор Цвете Серафимовски е лице со дијабетис и во моментов е член на управниот одбор на Сојузот на дијабетичари на Македонија. Во рамки на овој разговор зборуваме за тоа каков живот живеат лицата кои што имаат дијабетес, кои се нивните навики, начинот на кој што го поминуваат својот ден, а и генерално во Македонија каков е квалитетот на нивниот живот и кои се местата каде што постои простор за подобрување на нештата, се со цел овие лица подобро да функционираат. Впрочем, и активностите на Сојузот на дијабетичари се насочени кон постигнување на овие цели, па затоа уште еднаш потенцирам дека ова се темите на нашиот разговор. Стручните совети секако дека доаѓаат од лицата кои што тоа можат да го споделат со вас, тоа се докторите, така што претпоставувам дека генерално овие прашања и одговорите нивни можете да ги добиете од нив. Ке дадеме секако коментар, но имаме повторно гледач на линија, ајде да го чуеме и него, а потоа ќе го слушнеме мислењето на гостинот. Добар ден. Добар ден до вас и до гостинот. Поздрав, Коран е на телефон, исто така лице заболено од дијабет. Многу јасно кажа гостинот, а луѓето колку разбираат тоа е друго. Све останува на самосвеста, само дисциплината, секое непочитување го иде по глава на пациентот. Тоа можам да го кажам, ништо повеќе. Ви благодарам уште еднаш. Ви благодарам и јас вам, ова го сваќам барем сосема позитивно, да, како една насока дека тогаш кога сме и вака настроени и дисциплинирани, работите се во секој случај полесни. Добивме прашање од гледачите кои што сепак нели треба да ги одговори стручно лице. Вие, пак ќе кажам, имате и блиски луѓе и такви кои што се соочуваат со истите овие ситуации. Мислам дека споменавте делумно за цигарите, дека да, пречат. На првиот гледач би сакал да му кажам, најубаво е да го слуша советот на докторот. Да. Значи нема да погреши во никој случај. Доколку докторот одлучил дека нема потреба понатаму да користи инсулин, тогаш е окей. Значи имало причина зашто тоа го направил докторот, доколку докторот одлучил дека треба да се користи инсулинот, и тогаш е окей. Меѓутоа сакам да навлезам малце во проблемот зашто ова често поставување ова е едно од почесто поставувани прашања, дали можам да го оставам инсулинот. Користењето на инсулинот нема никаква штета. Апсолутно. Постои меѓу луѓето верување дека ако сум на таблети, тогаш е подобро, не сакам да се префрлам на инсулин. Многу е погрешно тоа. Значи, таблетите, разликата, ја кажам онака лаички, таблетите ви помагаат инсулинот кој што се произведе во вашето тело да биде искористен соодветно и максимално, без при тоа дел од инсулинот да не биде искористен поради отпорноста во организмот и икс други работи. Доколку во вашето тело нема доволно производство на инсулин или нема воопшто производство на инсулин, таблетите може да ви помогнат многу малце или воопшто. Така да доколку докторот ви кажал дека треба да примате инсулин, воопшто не се срамете и не се плашете, тоа нема никаков проблем во тој дел. Затоа ви кажав, уште еднаш, слушајте го советот на докторот и нема никако да погрешите, а нема никаков проблем да примате инсулин, затоа што инсулинот воопшто не е штетен, да, воопшто не е поштетен од таблетите. Значи, едните и другите се за да ве одржат во живот и да ве одржат во оптимално здравје, за да живеете длабока старост. Значи, во тој дел, тоа можам да ви кажам, а околу цигарите, дефинитивно сметаат, меѓутоа, ако вам постојано ви е целовме гликемијата 9 и 11, верувам дека треба нешто да коригирате околу исхраната или околу дозата, или евентуално физичката активност. Тоа најубаво се прави исто така повторно во координација со вашиот доктор, каде што треба да направите неколку кратни мерења во текот на денот неколку пати. Најчесто тоа докторите препорачуваат да се мери гликемија пред оброк и 2 часа после оброк, после секој оброк, и некаде после полноќ за тие да добијат вистинска слика како вам ви се движи гликемијата. Исто така да направите кога ги правите тие мерења да имате еден дневник точно што сте јаделе, колку сте јаделе, колку доза инсулин сте ставале и кога.
И тука не треба да лажете, тука не треба да бидете неискрени за да добиете поени кај докторот, напати ќе ги изгубите ако сте неискрени. И не само тоа, докторот нема да може нема да може да ви постави соодветна терапија и вие понатаму ќе имате проблем со гликемијата и понатаму ќе биде 9, 10, 11, 15 така натаму. Значи тука е најубаво да се советувате со вашиот доктор и да бидете максимално искрени во тој дел, затоа што докторот е тука да ви помогне, а не да ви одмогне. Повторно ќе кажам, доколку ви даде инсулин, прифатете го, затоа што инсулинот ви е буквално здравие кога станува збор за диабетес. Ова ситуација, да. Имаме повторно двајца гледачи на линија, ќе им отстапиме простор. Добар ден. Ало, добар ден. Вие сте во програма Поздрав до вас и повелете со прашањето. Поздрав и до вас. Имам две прашања до гостина. Може. Ве слушам. Првото прашање, кај може да се едуцираме, бидејќи до сега тие беа ред, тие 4 пати имам одено, таму на ендокринологија. Тие по време не се одржува. А второ прашање, кој е побитно? Тоа ми е, на нас лекарите ни препишуваат ленти за мерење на гликемија, 60 ленти за 2 месеца. Меѓутоа, нас секој пат ни дават по 50. Јас сум имал големи проблеми, дури и милиција ми вика, а во Македонија има 40.000 луѓе кои користат инсулин и ленти добијат бесплатно. И секој 2 месеца тие се крадени по 10 ленти. Ве молам, ако може гостинот да ми одговори. Добро, ќе добиете одговор. Ви благодарам за поставеното прашање. Да, тука веќе започнуваме тема околу проблемите со кои што се соочуваат лицата со диабетес. Ќе дадеме одговор, но да го слушнеме и другиот гледач кој чека на линија. Добар ден. Добар ден. Голем поздрав до вас, ве слушаме. Ве слушам. Да, бидете поздравени и мисията ви е добра. Сакам да го прашам гостинот, кој леп го користи, и јас сум диабетичар тип 2. И сакам да знам кој леп он го користи за исхрана вака од лебоите што се продаат по маркетите. Добро. Ви благодарам и вам за тоа што се вклучивте во рамки на емисијата и разговорот. Ќе дадеме одговори со ред. Првиот гледач ја започна таа тема околу одредени проблеми со кои што лицата со диабетес се соочуваат. А како што реков, вашите активности на Сојузот на диабетичари на Македонија се насочени кон тоа да се помогне ваквиот тип на проблеми да ги нема, што би значило дека лицата со диабетес би живееле најквалитетно можно. Ленти за мерење, понекогаш помала бројка, тема која што и досега била отварана. Да, многу често е таа тема отварана, меѓутоа од она што знам јас, ленти се даваат по 50 на 2 месеци, затоа што така се пакувани. Значи, пакувањата се 50, сега не може да ви отворат тие пакувања и да ви дадат плюс дополнително 10 ленти. Меѓутоа, оно што го прават, знам дека го прават, ваше е да си побарате тоеш, да си водите евиденции, тие во инсулинската аптека каде што ви ги даваат лентичките за мерење водат евиденција. Значи, во текот на годината вие треба да добиете 12 пати 30, тоа се 360 лентички за мерење. Или, кога ќе ги поделите 360 со 50, тоа се 7 пакувања лентички, значи 10 во таа година ќе ви останат недадени затоа што нема начин како да ви ги дадат, ако го отворат пакувањата ќе се упропастат. Значи во еден момент, во еден месец вас треба да ви дадат 2 кутивчиња, 2 пакувања, тоа многу често го прават аптеките или на почеток на годината или на крајот на годината. Ја би им апелирал до тоа, бидејќи тие се под Министерство за здравство, до Министерство за здравство тоа да го направат на почеток на годината, да им дадат 2 кутии ленти за мерење, понатаму да им дават по една, за на крајот на годината да стигнат онамо каде што треба, бидејќи во толку средства се издвоени за лицата со тип 2 диабетес да добиваат 30 ленти месечно. Ги земја на 2 месеци затоа што кутијата има 50 ленти и не може тоа поинаку да се смени. Добро. Имаш уште едно прашање? Да, уште едно прашање, при крај сме бидејќи со времето, а имам уште еден гледач на линија. Тоа беше поврзано и со исхраната. Вториот гледач ве праша нешто поврзано со вашата исхрана. Да, вториот гледач ме праша кој леп го користам. Генерално се трудам да користам интегрален црн леп, затоа што неговиот гликемиски индекс или време за разложување е малце подолг и помалце, значи има помалу варијации на самиот шекер. Значи полека го крева и полека го спушта, подолго време е активен во организмот и тука во тој дел се трудам да го избегнувам белиот леп,
Не можам секогаш, меѓутоа тогаш кога можам, се трудам да го избегнувам белиот леб затоа што тој има побрз гликемиски индекс. Тоа знам дека првиот гледач имаше едно прашање, не ми текна. Да, јас не успев најдобро да го слушнам првото прашање на гледачот, така што ќе ни извини за тоа што за ова прашање нема да добие одговор. Имам уште еден гледач на линија и нешто помалку од 5 минути, така да добар ден. Добар ден. Ве слушаме, ќе ве замолам да сте кратки за да успееме да дадеме одговор на вашето прашање. Ево ќе ви кажам. 12 години се боцкам. Сега година и пол не се боцкам. Што проблеми ќе имам ако не се боцкам? Добро, ви благодарам многу за вашето прашање. Одново ќе кажам, веројатно стручните лица се оние кои што најдобро би можеле да одговорат на овие прашања. Дали нешто од искуство можеме да кажеме на гледачот? Ако не се боцкате затоа што сами така сте одлучиле, тоа не е добро. Апсолутно не е добро, затоа што ќе имате постојано високи гликемии, шеќерот ќе биде постојано висок и со тек на време со сигурност ќе добиете, ќе имате проблеми со бубрезите и со очите, а понатамо дури и пострашни проблеми може да имате, значи со кардиоваскуларниот систем, со срцето, со вените, понатамо дури и проблеми со екстремитетите поради слаб доток на крв, да може да случи гангрена, подсекување на нозе, раце и така натаму. Тоа воопшто не е добро доколку вие сте одлучили да не се боцкате на своја рака. Меѓутоа сепак не го знам тоа. Најубаво е да го слушате советот на докторот неколку пати, ви повторив, доколку тој одлучи дека нема потреба да примате повеќе инсулин, тогаш докторот нема човек кој што знае побаво од него како вие да си водите грижа околу дијабетесот. Ја можам да ви кажам од искуство дека доколку не се боцкате на своја рака, тоа е многу лошо. Да не ги превземаме одлуките поврзани со нашето здравје во сопствени раце, затоа што тука се стручните лица, тие најдобро знаат што на кое што ние треба да го направиме. Ние треба да бидеме тим со докторите, да научиме како треба да го водиме животот, меѓутоа советот на докторот е од непроценлива вредност во секое време. За заокружување на темата, само кратко, знам дека имате пријатели и примери во својата околина кои што се навистина успешни луѓе, па и самиот сте таков, водите нормален и убав живот и покрај тоа што сте лице со дијабетес. Има и такви случаи каде што лица со дијабетес се и успешни спортисти, што можеби на луѓето им е потешко да веруваат, меѓутоа тоа не им пречи, нели да имаат и интензивна и појачена физичка активност. Значи генерално за убаво заокружување, може ли едно лице со дијабетес да има еден убав и максимално успешен живот без разлика на тоа што се наоѓа во една ваква ситуација? Апсолутно. И како примери ќе ми спомнам само две многу познати жени, многу убави жени, многу успешни, Хали Бери и Шерон Стоун, и двете имаат дијабетес тип 1 од најмали нозе. Сите знаеме кои се Хали Бери и Шерон Стоун. Има уште еден куп такви луѓе, меѓутоа нема потреба да ги кажуваме сите, ова се доволен репрезентативен пример што значи да има шеќер и колку може да живееш со дијабетесот понатаму. Ви благодарам многу за сите убави и искрени одговори на денешните прашања, не само на моите, туку и на од нашите гледачи. Се надевам ќе се видиме во следна прилика, можеби малку подетално да се задржиме околу проблемите кои што лицата со дијабетес ги имаат, но како и да е, еве, се надевам дека и ние со разговорот допринесовме во одбележувањето на овој ден кој што е посветен токму на лицата со дијабетес. Во секој случај, за крај само сакам да кажам и да упадам апел до институциите, Министерство за здравство, Фонд за здравство на Република Македонија, Влада на Република Македонија и останатите институции, дека ние денес поднесуваме до вас едно барање за овозможување на државен трошок на Freestyle Libre. Тоа е поевтината варијанта за континуирано мониторирање на шеќерот во крвта, посебно кај децата, затоа што нели тие ни се секако најбитни. И за да самото тоа што се дечиња, што се помали по конструкција и прстињата им се помали, за да можеме да го избегнеме тоа секојдневно боцкање по десетина пати, со тој континуиран мониторинг на шеќерот се боцкаме еднаш на 3, 5, 7, 10 или 15 дена и во голема мера ќе се олесни животот на тие деца, ќе се подобри контролата и самиот живот и на децата и на родителите ќе биде поедноставен и полесен. Може да седнеме во секој момент да поразговараме на таа тема, да ви ги објасниме и бенефитите и негативностите од тој дел. Негативности се по буџетот, затоа што треба се одвојат дополнителни средства, а бенефитите на долг рок се непроценливи. Во тој дел ви апелирам да го разгледате ова барање многу детално и убаво и се надевам дека ќе ни исконтактирате за да се договориме во тој дел. Ви благодарам многу.
Благодарам многу уште еднаш за гостувањето. На овој начин ќе го закружиме денешното издание на Македонија денес. Јас ви благодарам за вашето внимание и за тоа што секогаш сте заедно со нашата емисија. Повторно се дружиме веќе утре со сите нови содржини, а до тогаш имајте убав остаток од овој ден и од мене довидување.